Здраво, живо, како сте? Добри? Добри, да. Потоа. Ова е најавата за Просторитет, епизода број 8. Првата епизода од една од најважните фази во животот, образованието. Оваа епизода е интересна епизода, кратка епизода, како една најава, како предвесник на периодот кој што ќе го обработуваме, период во кој што планирам да разговарам со неколку професори, неколку наставници, со експерти, стручњаци од полето. Мислам дека ќе останеме подолго време, како што кажав и во минатата епизода, дека веројатно наредните 3, 4, 5, па можеби и 6 епизоди ќе работиме само теми поврзани со образованието, независно дали станува збор за основно, средно, факултет, дополнителни други случувања што ги имаме во овој период, како што е например булингот, темите на како сексуална едукација и некои други интересни прашања што се појавуваат во овој период од нашиот живот. Доколку имате предлози за кои би можеле да бидат гости, доколку сметате дека имате некои интересни истражувања кои што треба да ги прочитаме, доколку сметате дека имате на ум или идеи, или имате видено или сте работеле на некои интересни образовни модели, исто така може да ги споделите, значи овој период сите идеи ќе бидат добре дојдени. Исто така, доколку некој сака да се приклучи во тимот на Просторитет на било каков начин, може да го направи тоа, да ми пише мене, да прати порака. И мислам дека тоа е тоа, да не должам премногу. Просторитет е потреба за напред во определен простор. Тој простор е умот, домот, општеството, тој простор е Македонија. Просторитет е емисија што го обработува општеството, се обидува да го обработува општеството во одредени фази. Сега стигаме во една од најклучните фази, тоа е фазата на образование. Ова е првата епизода од таа фаза. Кратка епизода, околу 2-13 минути, мислам дека е. Се надам дека ќе ви се допадне и тоа е тоа. Убав ден и убава работна недела. Образованието мора да биде инклузивно. Секое дете мора да има пристап до квалитетно образование. Школата за мене означува еден посложен процес од само размена на знаења, информации, учење на лекции. Тоа е прв пат у животот кога искачаме од семејството и се среќаваме со нови авторитети, нови центри на моќ, нови луѓе, правила, социјални норми. И ни целиот тој процес ние се градиме као личност, што мислам дека е екстремно важно. Бидејќи тука ние за прв пат се среќаваме со одредени хиерархии. Има некои професори кои што се поемпатични, има професори кои што се построги, позаинтересирани, понезаинтересирани и ние учиме како да комуницираме со сите тие различни типови на луѓе. Понатаму тука се другарчињата, сите знаеме имало по лидерски настроени, како да кажам, главни другари, неглавни другари, поагресивни, посмирени, посрамежливи. Повторно ние тука учиме како да комуницираме со сите тие различни луѓе и низ тоа го формираме нашиот карактер, ги формираме нашите желби, сакаме да не сака некоја девојка или сакаме да бидеме важни од друштвото, сакаме некој професор да не прифати. Тоа за мене е школата. Учење да се биде човек, учење да се влезе во системот за прв пат надвор од семејството. Да, има градинка, ама тоа е по згрижувачки. Ова веќе може некојаш да биде и сурово, може некојаш да си идеме дома со крвав нос или со модрици, некојаш да се одиме срекни, некојаш расплакани. И низ целиот тој процес ние се создаваме како личност.
Мојата прва збирка поезија со наслов Јас сум четврток од оваа недела е достапна во Фелабар. Фелабар се наоѓа наспроти општина Центар. Дополнително, книгата може да се набави ако ми пишете мене во порака и јас да ви ја доставам. Љубопитноста сметам дека една од главните карактеристики што треба да е разгорена, еве да речам, кај децата во оваа најрана возраст. Јас лично имав среќата да бидам растен од многу квалитетни според мене наставнички и учителки. Една од нив беше Билјана Денкова, која успеа преку огромна доза на проактивност да не на некој начин и присили, но и запознае со голем дел на креативни активности. Тука зборувам од оригами до плетење на привезоци. Една од нив е исто овие кукички што се тука покрај нас, што седат можеби, не знам, десетина години. На школото на основното училиште Кочо Рацин. И таа професорка умееше да не запознае со многу разноразни креативни активности кои што ни го правеа секојдневието пошарено, не стимулираа да размислуваме покреативно, ни помагаа да се прашуваме како да направиме одредено, да речеме цвеќе по оригами. Ја најкомплексното цвеќе ирис уште знам како да го направам на ден денес, што мислам дека покажува дека тие работи или тој напор што е вложен во децата во тие рани години останува за цел живот и дефинитивно го дефинира развојот на едно дете. Поради тоа сум многу благодарен ете што имав шансата да бидам растен од жена како неа. Освен неа, од 5 до 8 деление имав исто, би рекол, и честа да бидам да ми биде класен Славица Мирчевска, професорка по македонски јазик, која не запозна со целата лепеза на македонски писатели и ни ја пренесе емоцијата на нивните творби и на македонскиот јазик, што е, би рекол дека уште една битна компонента во едукативниот систем, да се образува и да се пренесува знаењето со љубов и со емоција, да не е тоа суопарно. Поради тоа сум исто многу благодарен на неа и секој, дури би рекол и најтемпераментните ученици кај неа беа мирни од почит спрема неа како индивидуа, како жена, како професорка, како наставничка. Дали светам дека образованието образува? Па се надоврзам на претходното, има два процеси на образување. Еден е стекнувањето на знаења и вештини. Не мислам дека Македонија тоа е на завидно ниво и мислам дека сериозно потврла образовниот систем, односно недоволно ги образова децата во однос на формалниот дел. Недоволно учат, материјалите можеби се застарени, програмите се застарени и сега одека се потребно е реобмислување на целиот процес. Меѓутоа, да се надоврзам на претходното, многу е важен оној другиот дел. Тука мислам дека сериозно не образува, не учи да низ процесот на паѓање. Има еден професор хрватски, не е текно како се викаше, на подкаст го гледав, Борис Јокич, да, на подкаст го гледав, вика, во училиштето учиме да паднеме. Учиме да паднеме символички, да паднеме испити и тој дел веќе некако се занемарува. Сите положуваат, сите имаат високи оцени, сите се добри. Меѓутоа учиме и да паднеме во социјална средина, учиме да доживееме пораз, учиме да не го добиеме она што го сакаме, односно да не настане за нас идеално замислената ситуација. И преку тие порази, дали не избрале да играме за школа или не ни правила муабет симпатијата, ние всушност мислам дека растеме како личности, растеме како луѓе, но учиме да се соочуваме со поразите и учиме да се приспособиме на поразите, а само така и растеме како луѓе. Така што во однос на тој дел мислам дека образованието, барем ја Доручев, дефинитивно ме образуваше, ме формираше како личност, ме научи да губам, ме научи да победувам. А во однос на учењето мислам дека потврли и тука останува повеќе товарот на семејството, на околината, колку ќе те мотивираат да учиш, бидејќи не мотивира, барем не ме мотивираше мене.
Образованието треба да биде рецепт за демократија, бидејќи ако ги демократизираме училиштата, децата што веруваат во демократија ќе бидат граѓани кои се борат за демократија. Колку долго е видо само 5 дена ти поред да одиш на школу. Да имам сила јас би сменила нов школски распоред би направила. Сабота и недела во школу јас би одела, а сите други денови би одмарала. Во недела и сабота школите да работат, ама од понеделник до петок слобода. Пред да почне оваа епизода, од сестра ми Весна побарав да напише еден расказ како е во училиште. И она за неколку дена напиша и сега јас одлучив да ви го прочитам. Расказот почна овака. Во училиште е добро тоа што има многу активности и работилници што може да ни помогнат понатака во животот. Добро е што имав среќа што ми се поводи друштвото. Пресреќна сум со нив, си разговараме, си помагаме за решавање на домашните задачи, си играме и спортуваме заедно. Лошото е тоа што часовите секој ден траат многу долго. Мислам дека треба часовите да почнуваат малку подоцна за учениците да можат да се наспијат. Подобро, исто така, може да биде ако има училиште до четврток. Така петок, сабота и недела да може да бидат слободни денови и за учениците и за наставниците. Подобро може да биде ако додадат и повеќе спортови и активности за после училиште. Мислам дека подобро ќе биде за учениците ако нема многу тестови, за да не мора да се грижат секој ден за оцената. Подобро ќе биде ако има работилница за однесувањето помеѓу учениците, што исто така ќе биде добро ако правиме повеќе приредби. Повеќе приредби ќе бидат добри за да можат родителите и нашите најблиски да уживаат и да ги гледаат своите деца како глумат, пеат, играат и се забавуваат. И на тој начин ги исполнуваат родителите и нивните најблиски со среќа. Подобро ќе биде и ако часовите бидат во природа. Тоа ќе биде убаво и децата ќе бидат среќни. Весна има 11 години и е 600 оделение. И за крај едно прашање до вас. Како може училиштето да ја стимулира креативноста кај децата?